Заразените од кластерот свадба во Джепчиште се од повеќе населени места. Надлежните велат дека не можат да прецизираат каде има најмногу сконцентрирани случаи. Истите луѓе кои биле на таа свадба потоа биле и на други семејни прослави. Денеска бевме во Джепчиште. Улиците празни, луѓе едва и сретнавме, но забележавме повеќе куќи накитени за семејни прослави. Од двата кластери кои се појавија минатата недела во Тетовско, со што значително се зголеми бројот на заразени, едниот поголем кластер потекнува од свадба одовде од Тетовското село Джепчиште. Но джепчиштани не се многу загрижени за состојбата со вирусот. Мештаните тврдат дека не слушнале од во нивното село има заразени и дека се прават многу свадби. Сепак велат мора самите луѓе да се пазат и внимаваат. Mi smo došli sad iz Švajcarske da odmaramo ovde i ne znamo kako što se dviži. А има заразени во селово тука со коронавирусот? Nemam nikakve informacije. Тие знаат више во болницата Тетово. Тамо си одат луѓето. Овде ние како ќе знаеме дали има вирус или нема вирус. Али до сега, фала на Господ, нема таква ситуација. А како е со свадбиве? Прават многу свадби и се плашите од свадбите? Нема као другите години, нема више. Се прави во нормална состојба, 30 луѓе, 40 луѓе. Немам појме, ја живим тука. Не сте слушнале дека има повеќе заразени од некоја свадба? Не гледам свадби, не слушам. Ja sam u penziji u Nemačkoj, radimo, ja idem po njih zakon. Zato ti kažem, svaki treba za sebe da misli. И иако повеќето заразени пациенти се докажани дека се од кластерот свадба, градоначалничката на Тетово пак Теута Арифи си има поинакво објаснување. Граѓаните патувале, па се правеле повеќе тестови, а со тоа имало и повеќе позитивни. Поголем број на луѓе кои престојуваат во градот, една работа. Втора работа, поголем број на луѓе граѓани кои сакат да одат на одмори поради тоа вадат тестови, инаку не се оди секогаш од сам Кејф да се вади тест, сигурно поради патување. Значи бројката е поголема од информациите, од состанокот што го имавме со клиничкиот центар. Значи во моментот немаат пациенти, значи со тешка клиничка слика, што е многу важно. Тетово за само една недела регистрираше над 50 заразени со ковид. Бројките се очекува да растат и натаму, оти свадбите си продолжуваат, а мерките не се почитуваат.